Генералното собрание на Обединетите нации го определи 3 јуни како Светски ден на велосипедот. Обединетите нации донесоа декларација со која ги охрабруваат сите земји членки, и Македонија е дел од Обединетите нации, да посветат посебно внимание на велосипедот во развојните стратегии и да го вклучат велосипедот во меѓународни, регионални, национални и локални политики и програми на развој, да посветат внимание на одржлива мобилност, безбедност во сообраќајот, да користат добри практики за охрабрување на луѓето кон негово поголемо користење. Во декларацијата Обединетите нации објаснуваат дека возењето велосипед е извор на социјални, економски, здравствени и бенефити за животната средина и ги спојува луѓето. Велосипедот е забавен, лесно достапен за сите, чист начин на превоз од кој има само позитивни придобивки за луѓето и околината во која се користи. Возењето велосипед од друга страна е лесен начин за согорување на калориите и вишокот на масни наслаки, но еве ги и другите придобивки од него. Го подига нивото на енергија. Доколку сте уморни и безволни, возењето велосипед ке го зголеми нивото на енергија до 20%, а ке го намали чувството на умор до околу 60%. Ова се случува како резултат на тоа што велосипедизмот го потикнува лачењето на допамин, хормонот кој е меѓу другото поврзан и со нивото на енергија. Дори и спорото возење 3 пати во неделата може да влијае да се чувствувате многу подобро. Ги обликува мускулите. Додека ги вртите педалите, ги активирате мускулите на подколеницата, предната и задната страна на надколеницата, мускулите на бутовите и задникот, но и мускулите кои му помагаат на телото да биде во исправена положба, стомачните и мускулите во долниот дел од телото. Во исто време се активираат и трицепсите на рацете, особено ако возите на угорница. Го чува срцето. Истражувањата покажуваат дека лицата кои возат велосипед со умерено темпо 3 пати во седмицата по половина час имаат понизок холестерол и крвен притисок. Токму поради ова, лекарите советуваат возење велосипед половина час без прекин. Позитивно влијае на сонот. Истражувањата покажуваат дека лицата кои практикуваат возење велосипед најмалку 30 минути во текот на денот, многу повргу заспиваат и имаат поквалитетен сон од лицата кои не возат велосипед. Ке изгледате помлади. Со физичка активност во случајот возење велосипед го потикнувате ослободувањето на токсините низ спорите на вашата кожа. Научниците на Универзитетот Станфорд дошле до заклучок дека кожата на лица кои возат велосипед и практикуваат физички активности на отворено е многу поотпорна на UV-зраците во однос на лицата кои се помалку активни. Го подобрува варењето. Дигестивниот систем кај многу лица е дисбалансиран поради забрзаниот начин на живот и лошата исхрана. Возењето велосипед ја подобрува работата на цревата и со самото тоа има позитивно влијание на дигестивниот тракт. Ја подобрува работата на мозокот. Се грижите исто така и за животната средина. Возејќи велосипед, го заменувате загадувањето на околината со штетни гасови и со дишење чист воздух ако возите во природа. Ако ова не е доволно, и уште некоја причина ке слушнете, која вели на секое место ке стигнете побргу од пешки, а ке се нервирате помалку отколку кога возите автомобил. Со велосипед ке стигнете секаде побргу отколку со јавен превоз. Нема станици, нема чекање, нема турканици. Не ви треба паркинг, немате трошоци за бензин. Никогаш нема да ве застане полиција затоа што возите пребрзо. Не треба да се грижите за метежот во сообраќајот. Состанок со возење велосипед е исто така многу романтичен. Едноставно, со велосипедот можете да бидете многу посреќни.